Управниот суд попладнево од 18 часот ке заседава за тужбите поднесени од коалицијата предводена од СДСМ. За овие тужби избран е советот следниве суди: Весна Јовановска председател, Бурим Сејдини, Анета Джигерова, Ѓоко Живковски и Драгослав Радичевски. СДСМ поднесе 4 тужби, а ВМРО ДПМН е една. Управниот суд до утре има рок да пресуди по тужбите. Одлуката на Управниот суд е конечна. Брисел е загрижен поради тензиите во изминативе денови и растечката негативна реторика. Комисијата ги повикува сите страни да се однесуваат одговорно со цел да се зајакне довербата на граѓаните во јавните институции и демократските процеси, изјави портпаролот на Европската комисија Маја Коцијанчич. Комисијата очекува брзо формирање на новиот парламент и новата влада, како и имплементирање на реформите за решавање на системските проблеми со владењето на правото преку ургентните реформски приоритети и континуирана имплементација на претходните политички договори, се вели во изјавата. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска едногласно усвои резолуција за што побрзо распоредување посматрачи во Алепо, кои би ја надгледувале евакуацијата. Тие се обврзани да поднесуваат извештаи за судбината на цивилите кои ќе останат во градот. Едногласноста во усвојувањето на резолуцијата за аналитичарите е прв знак за единство во изминатите неколку месеци меѓу светските сили околу кризата во Сирија.